Речиси летните температури во деновите на викендот создадоа идеални услови за почеток на жетвата, со која традиционално први стартуваат земјоделците од Чешиновско и Чифличко. Повеќе комбајни влегоа во полинијата и започнаа со собирање на овогодишната реколта. Остварените приноси и квалитетот на арпата не се најдобри, што најавува просечна жетва. И родот е намалено спрема ланската година. Дали препарати многу има, проса, плевели, од тоа, од препаратите, не е уништен плевелот. Не е добар родо. Може да ти кажат и други, меѓутоа може да се рече едно средно. Али за понапредните години имаше поубав род. Сепак главниот проблем се ниските откупни цени, па земјоделците не се особено среќни што ќе го соберат родот и ќе го складираат во очекување на подинамичен откуп. Дете, ако ти кажам колку е цената, не може никој ни да ја плати, ни да ја поднесе. Трошкови си има големи, околу ѓубре, околу химикали, околу орање, сење, сите тие работи. Тоа е тешко може да се поднесе со оваа цена. Комбањирањето по декар чини 1000 денари, цена која е прифатлива за оризопроизводителите и за собствениците на комбајни. 1000 денара. Иста е, само така како традиција се останаа од ланската година и така го терат. Тоа што ги загрижува земјоделците се најавите на метеоролозите за врнежите и ниски температури, кои може да ја успорат жетвената кампања и да предизвикаат проблеми. Особено таму каде што оризот е полегнат. Инаку за оризопроизводителите би било најдобро успешната жетва да ја следи и квалитетна откупна политика со примена на реални откупни цени, со што би се заокружила една успешна производствена сезона. Инаку есенва во жетвата ќе бидат вклучени 100 комбајни, кои може да го соберат родот за 30 до 40 дена. Во производствениот регион под ориз се посејани околу 4500 хектари, од кои се очекува род тежок над 25.000 тони арпа.